Бизнис заедницата достави до власта список со барања во кои се наведени сите критични точки на кои мора активно да се работи, посебно во кост-ковид периодот. Стопанствениците се пожалија дека не може да се ги наплата долговите од државата, но згора на се наглава им тежат и еден куп други проблеми. Овие барања според Стопанската комора ќе помогнат за системско решавање на проблемите со компаниите за преживување на економската криза. Овој материјал ќе биде отворен за доставување на предлози, сугестии, забелешки, односно било какви подобрувања кои што ќе придонесат за тоа да стигнеме до сумирање на сите суштински мерки кои што стопанството смета дека ќе придонесат да имаме посилна македонска економија. Сузбивање на сивата економија како и долгорочно одржливо решение на приватниот сектор се дел од сугестиите на Стопанската комора како земјава полесно да се справи со кризата. Оттаму вела дека фокусот треба да се инвестициите и извозот институциите. Нашата држава нема, големи ресурси природни, немаме туризам, практично мораме да се потпреме во развојот на индустриализацијата, технологијата и на човечкиот фактор, односно на кадарот. Во исто време кога стопанствениците објавуваат брошура како бизнисот полесно да го ублажи ударот, сопственикот на компанијата Брако и екс-вице-премиерот во владата се пофали дека неговата компанија ќе биде дел од милионскиот колач за изградба на монтажните болници. Освен Брако, во изградба ќе се вклучи и Валандовската Ари и Том, кои ќе градат модуларни болници во 17 општини низ земјава со околу 3,5 милиони евра од Светска банка. Колкав е ударот од кризата покажуваат податоците дека среде пандемија без работа останале 40.000 луѓе, што покажува дека владините мерки малку помагаат за стопанството да се одржи во живот.